што е тоа што го прави Косово толку интересно за американците и за британците? Дали можеби вистината треба да се побара во самиот факт дека под Косово лежи огромно рудно богатство кое се мери во неколку милиарди на долари, или пак вистината треба да се побара во еден друг сосема прост факт дека на Косово е стационирана веројатно најголемата база на американците во овој регион и токму преку таа база во бон стил американците сака да го имат под контрола целиот регион на Западниот Балкан. Има ли голема битка за тоа косовско богатство? Вела дека Косово е богат дел со нафта, дел со рудни богатства, предпоставам дека дел со јаглен, кој може да биде корисна суровина во енергетиката во услови кога се јавува таа енергетска нафтена криза, дел од златото, исто присутно на Косово, среброто и така натаму. Дали Косово лежи без малку на неколку милиарди долари богато од рудно богатство? Ми имамо тај лигнит кој е во великим количинама, што се знае. Неке руде постоje. Не веруjem да има толку богатства колку се прича. Или можда нисмо ми открили, или можда неко зна да постоја, да ми не знамо. Ми имамо едну малу територија која треба да сачувамо. Со каква сериозност денес македонските албанци ја сваќаат целата таа ситуација околу можна подоба на северна и јужна Косово и дали целата таа ситуација ќе има можни рефлекси врз еднината на Република Македонија? Дали Косово ќе се обедини со Албанија? Или дали тој процес и на секој сте го ставиле адакта? Тоа смо ми жртвували. Тоа смо ми жртвували ради мира со нашим суседима овде на Балкан. А би сакале ли косоварите да бидат обединети со Албанија? Наше право е било да будеме заедно со Албанија. И на прашањето голема Албанија, што вие би одговориле? Не постои тај термин. Тај термин е српски термин. Jer Srbija je bila velika Srbija i ona kaže... A Srbija ги црта тие карти на голема Албанија? Не, Srbija ne crta, ali... Имате ли дома карта на голема Албанија? Nemam, jer... Čuvate sigurno во некој атлас, предпоставам. Nema, ako ne ima na atlasu, ja ne mogu atlas da likvidiram, ali ja o tome ne mislim. Jer ne postoje uvjeti za to. To je naša šansa. Ako bi postojele uslovi, naša šansa za to je prošla. To je bio Drugi svjetski rat. Albanci su bili inferiorni, ostali su bili snalažljivi, nametnuli si jednu situaciju koju su nametnuli i to je sada više prošlost. Gospodine Демачи, ако Македонија не влезе во НАТО, а гледаме дека се многу мали шансите поради овој многу мизерен и бизарен спор со Грција околу решавање на тој спор околу името, дали тоаш Македонија може да биде многу лесен плен на евентуалните тектонски поместувања на Балканот, кои може да уследат наредната или понаредната година? Македонија ќе учи у заедничко тржиште и Атлантски пакт пре нас. Пред Косово? Пред Косово. Па срамота ако не влеземе пред Косово. Ја уште не сте ни држава, ние сме 17 години држава. Ако не влеземе, тоа ще треба се утепаме капка вода. Македонија ќе иći прва. Пре нас. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов. Почитувани гледачи, вечерва можете да проследите нашето телевизиско досие на зададена тема. Дали во текот на 2009 година ќе дојде нова промена на границите на Балканот, дали е може нов конфликт на Балканот идната година. Гледате ни идниот петок во 20 часот и 5 минути. Пријатна вечер Македонија, каде и да си.